Во овој дел од Здрава Македонија ќе разговараме на една интересна и актуелна тема. Почетокот на сезона на грејење наводи кон дискусија на две актуелни теми: потрошувачка на енергија и загадување на воздухот, што можеме ние како граѓани и учесници во заедницата да направиме во поглед на наша лична заштита, но и да ја заштитиме околината. Ова се актуелни теми на кои што треба секој не само да размислува, но и да превземе акција. За овие актуелности ќе разговараме со госпогица Марина Ѓурѓевска, директор на секторот за физички лица од Прокредит банка, и Игор Панчевски, технички експерт од ГЕФ, програма за финансирање на енергетска ефикасност на Европската унија. Господине Панчевски, да започнеме од самиот почеток и да споделиме информација за соработката на ГЕФ и Прокредит банка токму за овој кредит. Еве вака, именно програмата за енергетска ефикасност, попозната ГЕФ, е програма на Европската банка за обнова и развој, која што е поддржана со одредени субвенции од страна на Европската унија, Министерството на Австрија и инвестиционата рамка на Западен Балкан. Она што е интересно, ова представува кредитна линија која што обезбедува 20% субвенции, поточно до 20% субвенции, и е наменета исклучиво за физички лица кои што сакаат да инвестираат во изградба на нови фамилиарни куќи или реновирање на својата куќа или стан. Оваа програма им овозможува да направат инвестиција, а со инвестицијата да направат заштеди и дополнително на целото тоа да добијат одредена субвенција или грант назад. Програмот содржи 11 технологии во кои што физичките лица можат да инвестираат. Најпознати ќе ги кажам, тоа се изолација на фасада, прозори, врати, потоа инвестиција во топлински пумпи, котли на пелети, сончеви колектори, фотоволтаични системи за производство на електрична енергија, и сите овие се дел од нашиот селектор на технологија кои што можат да бидат пронајдени таму, и истите подлежат на претходна верификација со доказ дека се навистина енергетски ефикасни. Инаку, оваа програма трае веќе 4 години на пазарот. Со ова 2021 веќе заврши првиот 4-годишен циклус. Како резултат на тоа, Европската банка за обнова и развој со своите партнер банки, меѓу кои е и Прокредит банка, одлучија да донираат одреден број насадници, кои што ќе бидат засадени на територијата на Република Македонија во една од наредните акции во тековниот месец или во месец ноември. Одлична информација. Господица Марина, зошто Прокредит банка? Зошто овој кредит е поволен и зошто има толку голема заинтересираност? Така. Прокредит банка се приклучи на линијата која што беше овозможена од Европската банка за обнова и развој, бидејќи оди дефинитивно во насока со она што сме ние како институција, каде што се водиме по принципот на тоа дека одржливоста на животната средина е побитна од профитот, од краткорочни профити, така да ние доста гледаме каде ги насочуваме клиентите да инвестираат, кои инвестиции ги поддржуваме и на каков начин. За таа цел, нели, овој кредит беше доста поволен за нашите домакинства, бидејќи се работи за правење на нивните домови поефикасни, што е бенефит за самото домакинство, меѓутоа има и многу поголем импакт, односно влијание на одржување, да кажем, на животната средина, загадувањето и многу по-глобален импакт на целото општество. Овој кредит се разликува, да кажем, од останатите кредити поради баш, како што кажа господинот, грант компонентата, односно субвенцијата, која што на домакинствата им дава можност да имаат поврат на средствата до 20% од вкупната инвестиција. Тоа всушност го прави овој кредит безкаматен. Трошокот за камата се анулира низ грантот кој што домакинствата го добиваат преку програмата на ЕБОР, што би значило дека се во можност да ја направат инвестицијата, односно да го подобрат нивниот дом, да стане поенергетски ефикасен на одреден рок, значи на рати, се олеснува нивната отплата на кредитот, ја прават подобра, поскапа евентуално инвестиција и истото тоа може да го направат со одложено плаќање без камата преку грантот. Така.
Достапни се сите информации онлайн, каде можат граѓаните повеќе да се информираат доколку би сакале да аплицираат за овој кредит? Она што е специфично кај овој кредит е, да кажеме, и она што го прави исто така поволен е достапноста на кредитот. Преку мрежата која што имаме воспоставено ние, нашите колеги нели од ЕБОР, продавачите на ваква опрема, имаме нели многу јасна и брза комуникација доколку едно домаќинство појде да направи инвестицијата во било која од продавниците кои што ги нудат овие опреми, може да добие информација дали таа опрема спаѓа во програмата, на истото место дури да аплицира за кредит, да добие повик од нашите колеги од банката, да добие објаснување за што се работи инвестицијата, каков би бил кредитот, па дури и веќе и прелиминарен одговор дали кредитот е одобрен, што би значило дека нели во рамки на еден ден едно домаќинство може да знае дали влегува во програмата опремата што сака да инвестира и дали истата ќе биде поддржана по пат на кредит. Сето тоа преку нашата банка може да се направи онлайн, преку веб страната или телефонски повик, че не мора да се посетуваат филијали, преку нашите вработени кои што се во комуникација со вработените и поддршката од стручните сработници од Европската банка за обнова и развој, ние тоа го правиме нели позадински за да на домаќинствата им е олеснето да можат да си овозможат подобар и поефикасен дом без да потрошат многу време или енергија во таа насока. Ви благодарам многу на разговорот и за одговорените прашања.